Другите не сме дали аргументи. Што мислите? Дека не случајно само 4 држави имаат? Дека случајно е што 4 држави имаат една изборна единица, не повеќе изборни единици? Значи, добро. Основниот страв е претераната фрагментација. Кога имате многу коалициони партнери, немате јасна одговорност. Поделената одговорност не е одговорност. Кога има фрагментирана опозиција, нема силна опозиција, да бидеме искрени. Лесно им е во Британија да се одлучат за тоа што има одговорна влада, ама има и силна опозиција, која што е влада во сенка и пратенички прашања поставуваат кој? И тие потенцијалните министри, одговорноста е јасна, а во право сте за изборниот процес. Да, велат, меѓутоа и нешто друго. Не е важно кој учествува на изборите, важно е кој ги брои гласовите. Она што е многу важно, а што го покренавте денеска, што го забораваме, да, изборниот законник, без оглед на изборниот систем, треба да претрпи измени во функција на еднаквост на шансите на сите надпреварувачи, без оглед дали се мали или големи, во поглед на време за настапување и така натаму. Можеби затоа важни држави, големи, Полска, Шпанија, Германија, не знам дали знаете, немаат платено политичко време. За сите партии има исто време кое што се определува, а не голема партија многу време, мала партија малку време. Тука се согласувам. И можеби тоа е исто така едно од најважните прашања од состав на изборна комисија, ама нас во ОПСЕ ни велат 10 години бев експерт на ОПСЕ, па зошто не го прифатите канадскиот модел, па и Албанија на професионална изборна администрација. Само партиите да имаат наблюдувачи, а не да имаме ние со децении имавме воздржан при гласање, кај може во суд да биде воздржан судија, значи да не пресуди. Исто беше и во изборните комисии, се знаеше дека тогаш партиите вршат притисоци. Може и тоа прашање да го поставиме на дневен ред, да ја професионализираме администрацијата, а не заслужените партиски пулени да глумат експерти во изборната комисија. Да не зборувам за најслабите карики, за избирачките одбори и така натаму, каде што знаеме што се случува. Значи, јас ќе учествувам во расправата со аргументи, спремна сум да ги соочиме аргументите. Добро е, најдобро е што сега го поставивте, се дојде на дневен ред. На стартот треба да се постават вакви прашања, а не на крајот, за да може да имаме време за размена на мислење. Ви благодарам, колешка. Следен за збор, да, колегата Анчо Минов.